Алармантна е состојбата со коронавирусот во Велес и Велешко веќе со недели, но уште поголеми проблеми се јавуваат кај населението. Граѓани се обратија до нашата редакција, искажувајќи го својот револт кон матичните доктори, како што велат тие не им кревале на телефон дури и во работно време. Вториот проблем со кој што се соочуваат е немање на слободни термини за тестирање. Матичните доктори им велат да се тестираат на приватно. Заради заштита на идентитетот на граѓаните, телефонскиот разговор е анонимен. Мојот проблем е што кога имав температура првиот ден, значи не можам да си го добијам матичниот доктор. Замерка до работата на матичните доктори. Јас мислам дека матичниот доктор треба да биде достапен 24/7, бидејќи неговата работа моментално се одвива преку телефон. Значи, јас заштитувајќи ги нив, да не отидам со температура во кај нив на работа, значи затоа и звонам телефонски. Според ова како они постапуваат, заслужуваат да не ги толерираме негот. Имале, немале температура, фино, лепо, да им отидеш во ординација. Значи ја имам замерка до мојот матичен доктор. Второ, се јавив, температура, ми даде лекови, од кога најпосле ми се јави, ми даде сумаметри терапија за ковид. 2 дена без со температура, ми кажа дека морам да се тестирам приватно у Скопје. Ја замолив, пошто се чувствував добро во однос на сите оние пациенти кои што биле во тешки состојби, мојата беше поблага форма, можда и беше грип. Да ми закаже тест, за да ја никого не малтретирам до Скопје, да биде и во Велес. Меѓутоа, категорична со тоа дека не можам да бидам на листа ставена, нема термини. Значи, јас се одлучив, она добро знае дека во семејството имам член кој што ми е анемичен, проблеми со крвта. Значи, сепак и после разубедување, после 5 дена, морам да отидам да направам тест у Скопје. Меѓутоа, ова не е единствениот случај во градот кој што се соочува со претходно наведените проблеми. Во разговори со останати граѓани откриваат дека со денови чекаат да матичните доктори им закажат термини за ковид тестирање, додека оние кои добиле позитивен тест за коронавирусот не добиле решение за изолација, ниту пак им е направена епидемиолошка анкета. Согласно овие информации, како што велат граѓани, оставени се на сопствената совест да не ги напуштаат своите домови, но имаат проблеми за оправдување на отсуството на своето работно место. Во разговор со претседателката на Сдруженијето на приватни лекари, доктор Лилија Чолакова-Дервишова, истакнува дека притисокот врз матичните лекари е огромен и дека секој доктор кој што не кренал слушалка во моментот извршувал некоја друга работна обврска во својата ординација. Како што вели претседателката, постои ризик од колабирање на примарното здравство. Она за моментот каде што велат дека не можат да ги добијат матичните доктори, јас сега ќе ги наборам сите работи кои што ги работи матичниот доктор. Значи, освен што прегледува, освен што скенира документи за боловање, нормално ви велам, значи се примаат порачки по телефон, се закажуваат термини за нега на пациенти, значи еве сега со овие термини дај видете дали има термин, дали нема термин за вакцинации, дали има термин, дали нема за ковид тестирање, така да многу често се случува додека еве ако вие сте пациентот, со вас разговарам, втората линија на телефонот упорно да звони. Значи, тој пациент не може да ме добие. Има и пациенти кои што се обширни, има пациенти кои што им треба внимание, има пациенти кои што се во паника и вие треба да ги смирите. Ако јас прегледувам, сестрата буцка или прави ЕКГ, нема кој да се јави на телефонот. Тука државата, бидејќи не претвори во телефонски секретарки, а работата на здравствените лица не е таа, апелирам да си вработат и нека им дадат државна плата во секоја една амбуланта во една смена нека вработат телефонисти. Целиот разговор со претседателката Дервишова можете да го погледнете на крајот од вестите.